Се враќаме со следните наши гости и се разбира со интересни приказни кои што нормално сакаме да ги пренесеме до вас, почитувани гледачи. Верувам дека ќе биде интересен разговорот со кој што ќе продолжам, а и се разбира ќе ви го привлече вниманието затоа што се работи за нешто не секојдневно, кое што ми може да го прави и овие великденски празници, пред великденските празници, овие прекрасни јајца, дел од нив ги имаме и овие, можеме слободно да кажеме, уметнички дела. Да. Добре ни дојде. Ви благодарам многу на поканата. Повтор пат сум во ова студио и ви благодарам што зборовите кои што ги кажавте минатиот пат кога гостував дека ќе ја следите мојата работа, навистина се покажа дека е така. Како ќе видите, така е. И навистина ви благодарам од причина што тоа е едно признание големо за мене што повтор пат сум во вашата телевизија. Веќе сме, нели, на ти, веќе сме добри, нели, пријатели после првото гостување и навистина и ние се трудиме на гледачите да им обезбедиме интересни содржини луѓе и, нели, да пренесеме се тоа што тие го прават. И навистина уметнички дела создаваш покрај тоа што си адвокат, нели, стандардно. Веројатно тука си наоѓаш филтер, нели, од сите оние тековни случаеви со кои што се занимаваш. Ова е некако избегнување од реалноста, еден убав филтер, нели, и релаксација. Веројатно од тоа се водиш, така ли? Да, апсолутно. Значи, како што и разговаравме претходно, времето беше многу тешко да го изменаџирам и да го најдам согласно тие обврски кои што ги имам како професионалец, како адвокат и мимоза како личност или како уметник по моето хоби. Меѓутоа не се откажав од идејата и навистина реков дека упорно ќе продолжам да создавам секој слободен момент и секој слободен момент го креирам јас во текот на денот и навистина не поминува ден да не сработам нешто. Има некакви допирни точки, само да подсетиме за гледачите, ни гостуваше некаде околу новогодишните празници беше со изработката на тие прекрасни лампиони. Да. Има некакви допирни точки околу изработката и на јајцата и на лампионите? Да. Сега во пресред на нашиот по втор по големина или по значајност празник Великден после Христовото раѓање, инспирирана од вековните традиции во Русија, од христијанството, од гламурот и се она кое што е убаво, јас ги создадов овие Фаберже јајца, кои што се работени исто така по пат на руска техника, како што беше колекцијата со лампиони. Сакам да се задржиме малку и темата, нели, ја насочивме така, Фаберже, уметничка приказа за великденските јајца и сакам малку да им ја доловиме оние кои што не ја знаат, нели, приказната од кога почнаа да се прават вакви. Да, за мене секогаш навистина биле импозантни тие како да кажам, слики кои што сум ги гледала. Во живо не сум успеала да отидам во еден од музеите од Русија каде што се наоѓаат делот за чуваните Фаберже јајца. Меѓутоа, навистина, тоа е еден гламур и самиот збор Фаберже означува јајце кое што е накитано. Јајцата Фаберже почнале да се произведуваат од Карл Фаберже во нивната семена фабрика како златара, всушност истата била, во периодот чинам од 1886 до 1917 година, кога избива Руската револуција. По едни теории се изработени 50 на јајца, по една теорија се изработени 70, меѓутоа во секој случај околу 40 се зачувани и се наоѓаат во Русија, како што напоменав. Како што секогаш бива, љубовта тука е испреплетена и приказната е поврзана со љубов. Она приказна која што имам ја е дека царот Александар III 1885 година посакал на царицата Марија да ја подари нешто за Великден скапоцено и нешто што не може да се најде, нели? Така, нели, го искомуницирала Фаберже и успеал, нели, така се искреирало првото да нарача и јајце скапоцено, така е станало традиција и тоа се изработувало значи за секој Великден кога доаѓало како празник. Може би е жално да напоменаме дека последните две изработени јајца не успеале да се подарат за оние за кои што биле наменети. Тоа е семејството Романови, кои што во тој период биле убиени и последните две јајца кои што биле изработени за тоа семејство, за жал не успеале да дојдат до нивните раце и се наоѓаат во еден од музеите од Русија.
вака се, во рацете на овие изработени во чии раце одат овие јајца? Дали сепак инспирирано од љубов мажи за своите сопруги купуваат или сепак тоа се дамите, нели, за да си имате на убаво уметничко дело украсно за овие великански празници? Обично во Русија било традиција да се подари такова Фаберже јајце, значи од страна на синот, од синот према мајката или од сопругот кон сопругата. Например, јас мојата приказна ја започнав со првото изработено јајце кое што го направив за мојата мајка. Големиот интерес на вистина на сите кои што ме исконтактира и кои што веќе го имаат во домот, имаат од домот, во својот дом од оваа колекција, ми е навистина многу драго. Купуваат и за себе и за подарок, без оглед дали се работи за сопружничка врска или било каква роднинска врска. Значи, навистина, може би ќе ги слушнаме нивните приказни понатака да ми ги споделат. Меѓутоа, ете, јас појдов од тоа на мојата мајка да го подарам првото. Историјата вели дека биле тоа скапоцени предмети. Сега ти ги адаптираш за да може секој да си ги има или има и такви кои што бараат да биде тоа скапоцено, па овде да има и диаманти, злато, или барам со Сваровски. Или Сваровски, така е. Но тоа веројатно ќе биде многу поскапо. Има ли такви барања? Значи, не барања, меѓутоа имав таква идеја искрено. И во врска со лампионите, и во врска со јајцата, дека може би треба да размислам и да направам една така поскапа колекција со поскапи материјали, каде што ќе ги имаете тие некои кристали. Овие се работени на стиропорна основа е јајцето, обложени се со ситно кадифе, со паспули и одредени циркони и кристали. Постолјето исто така рачно го имам работено. Гледачите што не следа пред Нова година, може би запамтија дека за еден лампион ми беше потребно 4 часа работа. Тука малку повеќе ми требаше за јајцата, околу 7 часа, од причина што и постолјето рачно го работам и сите тие фази на боење, на спојување, на сушење, орнаментите од глина, на нивното свивање, навистина тоа е еден процес кој што многу внимателно се работи и одзема навистина многу време. Тука можеме да напоменаме за времето дека Фаберже има изјавено дека едно јајце го изработува 365 дена, односно цела година едно јајце изработува. Јас сум малку, како да кажам, поназад со тие 365 дена, односно јас за сите мои изработки пресметав дека сум потрошила 350 часа, така што и тоа не е малку од времето. Значи, како тргнала работата, веќе од утре треба да ги подготуваш за следната година. Па да, за жал веќе толку, значи и овие кои што ги имаме во студиото, веќе не се ни твои, не се ни наши. Да, еден подарок за тебе од срце, значи сакам да остане во вашите раце. И така што и овие, значи, си имаат свој дом, ги донесов тука да имаме и во живо во студиото. Лимитирани се сите количини кои што ги изработувам и неповторливи, значи секој Имаш помош од керка ти, се почнува да се интересира? Да, искрено се барем интересира. Барем во некој дел, каде што... искрено се интересира. Вешто знае да помага орнаментите од глина кога ги изработувам. И ја имам нејзината поддршка. Навистина имам. Одлично, да. И она што сакам да прашаме, дали во Македонија некој се заинтересирал па да сте искомуницирале, дали можеби пријателките, еве сега пред великденските празници сите некако сакаат, нели, во нивниот дом да имаат нешто специфично, така ли? Да. Дали можеби се консултираат со тебе сега, ова треба уметност да се направи, но во однос на доукрасување, декорации и така натаму. Па секојдневно, значи со тие што комуницирам, мене една од темите со било кое пиење кафе ми е
навистина да морам да ја начнам темата за уметност или за нешто убаво, да не биде тоа некоја кафе каде што ќе се ги кажеме само проблемите и секојдневието кое што не обкружува, толку малку да избегаме од реалноста. Знаете како велат, нели, кога читаме книга, ние како да не сме тука, туку како да го живееме животот на ликовите и се преселуваме во еден друг, можеби поабстрактен свет и се зависи од нашиот ум, како ќе си ги искреираме работите во нашиот ум, таков и живот ќе имаме. Така што да, имаше интерес за овие јајца и во нашето соседство, така што имав нарачки и од земјите од соседството, од тука исто од доста фамилии. Сакам да напоменам дека пред да ги пуштам во продажба и да ги изложам на социјалните мрежи, истите беа однесени во црквата Свети Петар и Павле, каде што беа поросени со света вода и овие имаат еден Божи благослов, каде што и многумина кои што купија ме прашаа после празниците каде да го чуваат. Јас на сите им одговорив дека ова не е украс само великденски, туку ова е навистина за целата година да ни стои на некоја полица во домот. Во оној дел од куќата, така како што си ги имаме икони, нели? Така, да. Тоа катче каде што нели ние. И така, во благосостојба, во среќа и радости, да ни поминуваат сите празници. Така. И многу убава порака, значи сама го заврши разговорот. Кон што ќе се посветиш сега? Периодов после великденскиот празник, односно после, нели, јајцата. Знам дека правиш и убави уметнички слики, фотографии, се, така што во која насока? Да, постојано изработувам. Сега у последен момент ева и баретката која што носам на мене е моја изработка. Нешто влегов у фазата на везење, така некој тој винтаж стил ми дојде сам по себе. И модерен. Да. И така што имам некои други замисли и идеи, меѓутоа мислам дека оваа година порано ќе почнам со изработката на лампионите, зашто лани би беше кратко времето. И со оглед на тоа, еве, како го ценам пазарот, побарувачката и интересот, ќе гледам да се прилагодувам и колку можам да постигнам да направам количини. Одлично, ти посакувам успеси. Знаеш дека те следиме секогаш, така што кога ќе приметиме нешто ново на твојот профил Рускаја, нели не го споменавме, можете таму да уживате во се она што Мимоза го објавува, нели, од оние рачни уметнички изработки, така што кога ќе проследиме дека има нешто ново, има простор повторно. Ти благодарам. Среќни празници и да се видиме за убави работи. Благодарам уште еднаш.